Затоа што сметам дека подобро е да се инвестира и долгорочно да се планира, отколку ништо да не се работи. Лично сметам дека во овој момент трансформаторот, освен можеби визуелно, функционално не представува никаква пречка. Значи решението за луѓето да се движат по сообраќајници е да имаат тротоар. Тоа е решението. Сега ние за тоа решение имаме проблем. Ставаме на среде тротоар и пола улица трансформатор. И како го решаваме тоа? Со ступчиња и со бележење. Тоа дека е само визуелна препрека не е точно, од проста причина што значи и функционална препрека, заради тоа што ја намалува прегледноста во сообраќајот, тоа е прво, второ, ги става пешаците во директна опасност на велосипедска патека, да излезат на велосипедска патека, кој што возат точаци, а може и велосипеди со помошен мотор, значи со моторчија некој да ги собере. И трета работа, може да значи дека ако не дај Боже дојде до сообраќајна незгода и некој удри у трансформаторот, ем ке снема струја пола град, ем некој ќе биде усмртен од струен удар. Ако, да речем, утре има поплава на таа улица и таа улица има одвод, атмосферска канализација. Што правиме ако, например, има дефект у трансформаторот додека врне дожд? Сите што ќе се најдат на улицата, што ќе треба да прават? Пример се, тресам зелени. И како се покрија приказка, ние сакавме на брзинка да го изградиме затоа што ќе имаме инвестиции за автобуси и за да може да се да пунат струја. Визуелна била преската. Каков е овој моабет? Треба се направи кој што треба. Тоа боле да направам тоа дома. Со твоите пари, со народни пари, со јавна безбедност, со здравје на луѓе, на цел град, така нема. Има стандарди, правила, закони и така натака. Дај го озбилете се мал себе, не е ова детска градинка играчки да играте. Народни пари, држава со здравје, со народ. Па мал себе мислам одговор, не знам.